Родиме мајко со късмет и фрлиме на Дрисла. Низ оваа призма изминатите години се гледаше на работењето на оваа депонија зачинето со милионски профити наспроти обвинувањата и шпекулациите дека таму се складира радиоактивен или друг опасен и токсичен отпад. Дали на Скопје му се заканува еколошка катастрофа? Ќе се задуши ли метрополата во смет и реа? Додека светот прави зелени оази врз депонии и смислува иновативни решенија, ние уште дебатираме дали сметот од цела Македонија треба да заврши во Скопје. Дали град Скопје ќе ја врати депонијата под своја капа? Се чека одлука на судот. Дебатираат вечерва во 24 отворено. Сме заедно со градоначалникот Петре Шилегов. Добро вечер. Добра вечер. Добре дојдовте во студиото на Благодарам на поканата. 24. Доктор Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје. Добра вечер и за вас. И екологистот од Ајде Македонија, Баже Јосифовски. Беше најавена и новинарката Сашка Цветковска, но од оправдани причини пред самото почнување на емисијата, таа ми извести дека нема да може да присуствува. Шилегов, веднаш да расчистиме неколку прашања околу ова што се случува во Дрисла. Прво во оној правниот дел, да го речеме. Рековте дека депонијата Дрисла прво мора да се врати во надлежност на градот, па потоа да се распише нов оглас за приватен партнер. Каде запнаа работите во овој дел? Ако знаеме дека уште предходно опозицијата, кога бевте опозиција, обвинувавте за криминален договор помеѓу тогашниот градоначалник и ФЛЦ Амбиент. Значи, најпрво добро вечер. Па можам да почнам дека околу Дрисла конечно се случува нешто добро. Во ова студио, во вашата телевизија, на почеток на мојот мандат, јас го радикално отворив прашањето на Дрисла. Како резултат на таа моја реакција, иако Дрисла не е надлежност на градот Скопје, ниту на Инспекторатот за животна средина на градот Скопје, по структурата, по законската регулатива на Република Македонија, таа е надлежност на Министерството за животна средина. Меѓутоа, себе си не можам да си дозволам како градоначалник на Скопје еден таков капацитет непосредно во близина на градот, кој што е во својата суштина капацитет на градот, да го оставам нечепнат. Немам човечко право за таа работа, ниту политичко, и го отворив толку радикално како што го отворив во вашата телевизија, како резултат на таа реакција. После 8 години Само да споменеме со реченица дека постојат индиции или шпекулации дека таму се согорува и радиоактивен отпад, што навистина крена тогаш многу врева во јавноста и ги загрижи граѓаните, ако тоа дојде од еден градоначалник. Имено да, затоа што тие индиции и шпекулации беа токму од истражувачкото новинарство во Република Македонија, ценето истражувачко новинарство, на кое што немате право да молчите. Едноставно немате право, Младен. Мислам, многу е сериозно тоа прашање за да се однесувате. Ова не е моја ингеренција. Иако не беше моја ингеренција, јас тоа прашање го отворив како резултат на тоа прашање. После 8 години, за прв пат ни се случи Дрисла да биде третирана од државните органи во комбиниран надзор помеѓу градот Скопје и Инспекторатот на Министерството за животна средина. Во Дрисла беше донесен во текот на загадените денови зимоска посебен режим за работа на инцинераторот. Беше изречена парична казна, беше донесено задолжение. Пред неполни 2 до 3 недели, по основ на тоа задолжение, конечно во Дрисла беше инсталиран, значи предходно и го испитувавме. Јас водев екипа од новинари, од активисти, граѓански здруженија, новинари, администрацијата, кои што присуствуваа на тој отворен ден на Дрисла, и секогаш кога ќе има интерес од граѓаните и од активистите граѓански за таков отворен ден, спремен сум да излезам во пресред да го тој капацитет отвориме за нив. Конечно беше. Но дали е тоа доволно ако ние отвориме Дрисла и видиме само не е нормално дека тоа треба многу подлабинска анализа од секој аспект, и внатрешна и финансиска и длабинска прочем тоа што се случува, така. Мора Дрисла не е прашање што може требате летимично да го поминете. Бара малку вовет. Конечно како реакција таа
на овие органи кои што ги наведов, или моја провокација, како сакате наречете ја. Некој може би и ќе го спинувам, совршено ми е небитно, меѓутоа крај резултат добивме дека инцелераторот од 70-тите дониран на Дрисла конечно доби воден филтер. Анализите кои што ги направивме и ние како град Скопје, тоа е за медицинскиот отпад, печката? Животната средина, за да биде појасно за граѓаните. Таа која што многу често се појавуваше на слики со темен облак, доби воден филтер и анализите кои што ги направивме конечно покажуваат дека издувните гасови од тој инцелератор се во границите на законски дозволените норми. Дадено е надвор од тој филтер, конечно, значи добивме филтер после 8 години работење со Дрисла од страна на приватниот партнер или после 17 години од донирањето на инцелераторот. Некој што не го направил тоа, не знам зошто пред мене, меѓутоа пак сметам дека е моја должност да биде направено. И задолжение очекувам дека во текот на јуни ќе заврши јавната набавка за набавка на нов инцелератор за спалување на медицинскиот отпад. Дрисла е заглавена во правниот лабиринт на управната постапка. Кога дојдов како градоначалник, ме пречека, да речам условно, во првиот месец од мојот мандат најпрво информацијата, после и формалното доставување на пресудата од страна на управниот суд, дека го менува партнерот на градот Скопје. Инстинктивно, бидејќи во првиот месец од мандатот и не можете во целост да се запознаете со таа проблематика, дадов налог до службите да ја обжалат таа одлука. Во неколку наврати ја користам и оваа можност да го замолам Вишиот управен суд, без да си земам за право да навлегувам во квалитетот на неговата одлука, да донесе што е можно побрзо одлука по прашањето. Ако одлучат да остане новоизбраниот партнер, нека остане новоизбраниот партнер. Совршено градот, да речем во... Жалбата значи дека ваш посакуван партнер е ФЦЛ Амбиенте? Не, жалбата значи инстинктивна реакција на непознавање или неможност да се запознаете за толку краток период со нешто што беше толку контраверзно во изминативе години и што ги засегаше сите скопјани. И ние, кога едноставно не сте запознаени со таа проблематика, во првиот месец, велам, од мандатот беше донесена таа одлука, дадов налог како градоначалник да се обжали. Се што ќе кажам повеќе, може би некој ќе го смета како влијание мое на судот. Јас само замолувам, нека одлучи дека е новоизбраниот партнер. Немам ништо против. Нека одлучи што е можно побрзо. Судот се обрати до градот со писмо, барајќи списиот предмет. Одговоривме и на тоа писмо, иако ми е мене нејасно. Тој предмет во судот се наоѓаше години и години назад, сите списи што ги има градот се таму веќе доставени, одговоривме повторно. Немам против да е и германскиот партнер, немам против да ја вратат Дрисла назад. Дефинитивно имам против да остане последниот партнер, бидејќи имал 8 години можност да го имплементира договорот за приватно партнерство, кој што го потпишал со градот Скопје. Скопје до сега по тој договор требаше да има капацитет кој што ќе произведуваше или газ, или електрична енергија, или масло како нус производ или продукт од спалувањето на отпадот во градот Скопје. За жал, 8 години од кога е избран партнерот, ние немаме капацитет кој што во европските градови се наоѓа во центарот на градовите, бидејќи еколошки прифатлив. Да. Значи, само замолувам судот да донесе што е можно. Ако е можно во текот на месец мај, одлука, нека ја потврди одлуката на управниот суд. Немам совршено ништо против како градоначалник, меѓутоа да може градот да знае кој е партнер за капацитетот Дрисла, да може градот да отвори политика на креирање или третман на комуналниот отпад, кој што и вие напоменавте во воведот, станува пречест или преголемо секојдневие, да може да креираме политика на селекција на отпадот, да може да креираме политика на третман на медицинскиот отпад. Светот е сериозно напред отидено во тие технологии, а ние стоиме заглавени во овие процеси. Благодарам за сега. Господине Ѓорѓев, жителите на Скопје, особено и жителите во околината на Дрисла, постојано се жалат на
овие респираторни заболувања кои што се често присутни при вакви појави. Никој од нас точно не знае што се случувало на Дрисла, што се согорувало, дали тука имало ситуации каде што може би опасен, токсичен или забранет отпад. Раководството на Дрисла сето тоа го негира, впрочем, но како една ваква депонија во која што се согорува отпадот од Скопје, а како што имаме најави се складира само медицинскиот. Да. А како што имаме најави и од може би ќе почне од други градови на републиката, може да влијае врз амбиенталниот воздух. Па добро, прво добро вечер и благодарам на поканата. Прилично е јасно дека здравството е малку присутно во овие дебати. Треба да се деси едно аерозагадување или еве оваков проблем, не само Дрисла, него воопшто третманот на отпадот во Македонија е сериозен еколошки проблем. Ако правиме некој ранг листа на најголеми еколошки ризици, здравствено еколошки ризици после аерозагадувањето би дошол до отпадот, ако веќе водата не е на некој начин безбедна, кој водата е загрозена од Дрисла и од сличните локалитети. Ако некој заслужува термин депонија во Македонија, тоа е Дрисла и таа е близко до терминот депонија. Другите не се депонии, тие се само одлагалишта на смет кои што сериозно има каква таква инфраструктура која што за тоа подготвувана. Има каква таква, ќе зборувам можеби и за таа технологија. Воопшто депониите или одлагалиштата на смет, а и инценераторите се сериозни загадувачи на воздухот и во меѓународни, за жал и во наши рамки, не само на воздухот во тукашната средина, со структурата на согорување, односно со емисијата на гасови, кој што многу зависи од структурата на отпадот. Јас немам доволно информации, не сум сигурен што све се одлага на Дрисла. Ние знаеме дека има дозвола за комунален отпад, знаеме дека има дозвола за медицински отпад, дури некаде прочитав дека има и дозвола и за ризичен отпад, не знам дали има. А ако има ризичен отпад, onda е многу важно и кој тип на отпад таму се носи. За радиоактивен, еве тврдат дека нема, меѓутоа во државата влегува и радиоактивен. Кај оди тој отпад? Кај оди индустријскиот отпад во државата? Значи ние немаме се уште одредена локација. Ако сето тоа е во Дрисла или во сличните локалитети, тогаш нормално ќе излезе и во емисијата. Не е само воздухот загрозен, знаете дека и другите медиуми се загрозени, водата, земјоделските површини, значи преку тоа и храната, така да и патиштата на изложеност на населението не е само преку воздухот. Во секој случај природата не ги познава административните граници. Јас тоа сакам да го кажам. Така да и желбите да меѓународните институции инвестираат во Дрисла се од себични причини, за да не дојде до нив аерозагадување. Тоа патува далеко. Во секој случај аерозагадувањето, бидејќи и мониторингот ни е ограничен само на честички и повремено инцидентно во некои студии на хемиски материи, честичките сигурно и од Дрисла допренесуваат за генералното аерозагадување во Скопје. Меѓутоа, поголем проблем е на тие фурани, диоксини или на целата таа структура која што медицинскиот отпад и другите слични отпади ја носат, за кој што ние немаме апаратура да потврдиме. Така да, за жал, индиректно, преку жалбите на населението, значи и самите жалби на население представуваат здравствена последица. Значи самата психоза дека они живеат во близина на Дрисла, дека имаат респираторни заболувања, и тоа е факт кој што не треба да се занемари. Фактите од друга страна административни кажуваат дека заболувањата и смртноста во овој реон, во Студеничани и во Сопиште, во тие две општини кои што се во округата на Дрисла, немаат некој тренд на покачува. Меѓутоа тоа е мало население, тука не може да се очекува некои големи евиденции, и плюс тоа емисијата каква и да е, не се тоа така големи концентрации да видливо ние веднаш ќе ги регистрираме. Така да ние не може да очекуваме дека треба да ни порасне например трендот на малигни болести или не знам на респираторни и тогаш да реагираме на Дрисла. Дрисла многу повеќе треба да се реагира во мониторингот отколку во очекувањето на здравствените ефекти на населението. Во секој случај јас апсолутно го оправдувам и сум загрижен за тие жалби на тоа население, бидејќи, пак велам, самата психоза во која што они живеат, а и разнесувањето на отпадот со ветерот, представува здравствена последица. Јосифовски, со години граѓаните бијат битка за почист воздух, па и невладините организации се разбира. Колку овој нерешен проблем со Дрисла или бидејќи сега сме на некое ниво на полурешен проблем, бидејќи не е само се разбира филтерот за
согорувањето на медицинскиот отпад, има повеќе работи што таму треба да се решат. Колку тоа директно влијае врз амбиенталниот воздух и воопшто врз здравјето? Како вие го согледувате во целиот овој, правевте повеќе студии? Да, па освен што влијае на амбиенталниот воздух преку депониските гасови, сегурувањето на медицинскиот отпад, уште посебно влијае врз загадувањето на водите, на почвата, односно значи ни се враќа во нашиот систем за пиење на вода, ни се враќа во храната, односно директно влијае бидејќи Дрисла е оддалечена само 10 километри од центарот на Скопје. Дури и најсовремена депонија да имате кога е толку блиску, секогаш има одредено влијание врз граѓаните што живеат на радиус дури на 50 километри од една депонија. Замислете кога имаме една таква еколошка бомба како што е Дрисла моментално, како негативно влијае. Ние нажалост ништо не мериме, ниту точно мериме кој е секојдневните концентрации на загадување од Дрисла, на воздухот, на водата, на почвата, такви анализи точни немаме. Постојат ли опции Дрисла да се направи многу помалку опасна од што е сега? Велите водата, воздухот, меѓутоа тамо е градена некаква инфраструктура што веројатно тоа треба да го спречи. Базени, прочистувачи и така натаму. Колку вашите сознанија говорат за тоа дека тоа може да се спречи или не може? Каде точно го лоцирате проблемот? Одлично е што конечно некој се зафати да го решава овој деценијски проблем и ние навистина ги поздравуваме напорите на градот Скопје. Ова е тежок проблем за решавање. Дури би кажал дека граѓаните на град Скопје имаат среќа во несреќа што не се направија инвестициите во депонијата Дрисла, бидејќи тие согорувачи кои што се планира таму да се направат, ќе го загрозија здравјето на граѓаните на градот Скопје во наредните 30 до 40 години. Така што барањето за комуналниот отпад? За комуналниот отпад, да. Така што барањето на градот Скопје да ја врати депонијата назад во негова собственост навистина е за поздравување и тоа е одлична можност да депонијата, всушност градот направи нова политика за инвестирање и развој на депонијата, бидејќи депониите веќе не се гледаат како жаришта во поразвиените земји, туку како економска и социјална можност. Тоа што го нуди, например, концептот нула отпад, кој што веќе се прифати од Европската унија и согорувањето на отпадот се почна да се изфрлува, е одлична можност Скопје веќе да не мора да ги прави чекорите, погрешните чекори кои што 30 години ги правеа некои европски земји, така што ние ќе имаме можност да го следиме примерите на една метропола која што беше избрана пред година дена за најзелена метропола. Да. Добро. Така што концептот нула отпад на рециклирање, употреба на отпад, превенција на создавањето на отпад е вистинскиот чекор. Правењето на согорувачи на отпад само ќе го продолжи трендот на создавање на отпад и загадување на воздухот. Да, вие велите дури дека и со самите тие согорувачи на отпад, од согорениот отпад кој што се таложи во депонијата, создава вода која што после е отровна, дури зборувавте за радиоактивност на создавање на тие честички. Тоа што се добива како нус производ од согорувањето на отпадот е всушност токсична пепел, која што понатаму е навистина тешко и влијае негативно, страшно негативно врз животната средина. Но има и технологии кои што создаваат нус производ што може да се употреби и во градежната индустрија. Со согорувањето? Апсолутно да. Да, во Значи, светот постојат улици и неколку патишта некаде со... Значи, апсолутно, неколку технологии постојат, јас затоа велам, мора да прекине лудилото на Дрисла што се случува последни 8 години. Пред некој ден има во изјава, во одговор на прашање на промоција на првиот електричен автобус во Скопје, има одговор на такво едно прашање. За мене лично, без оглед колку тежински звучи тоа. Изборот 3 пати поред на постојниот партнер на градот е криминален. Да се инатите толку упорно околу избор на некој што 1 цент нема вложено во изминативе 8 години, во нешто што треба да биде благодет за граѓаните на Скопје, бидејќи секаде е благодет. Во Виена ви е на 3 километри од центарот на градот депонијата. Ние, за жал, под депонија се уште подразбираме купишта ѓубре. Тоа никаде веќе во современиот свет не постои. Тоа е нешто што Скопје мора да го има. Тоа е нешто за што јас и се залагам
во изминатава пола година. За тоа веројатно треба и многу свест треба селектирање на отпадот, треба да се подигне општото јавно мислење за ова. Споменав Младен, неможноста да имате соодветен партнер во Дрисла како што нема градот. Нема, во постојниот партнер италијански нема. Дали ќе има во германскиот, не знам, нека одлучи судот. Она што јас знам дека ќе инсистирам како градоначалник е градот конечно да почне да третира или да креира комунална политика, политика на селекција на отпад. Не случајно го потпишавме меморандумот со неформалните собирачи на отпад. Не случајно сме во разработка на проект за набавка на машини за рециклажа. Секој граѓанин кој што во машината ќе стави пластично шише да може да добие денари. Ни личи кога ќе спомнеме депонијата Дрисла и кога ќе ги спомнеме другите депонии, никој веќе во светот не зборува за депонии, Младен. Знаете колку далечно ова им звучи на граѓаните сега што свесен сум. Значи јас сум свесен за ние не знаеме утре кога ќе излеземе надвор што ќе не вивне во градите, се што замолувам е Висшиот управен суд да одлучи. Нека донесе одлука дека остане германецот. Тогаш градот ќе има партнер со кој што ќе седне на маса, ќе ги разгледа прашањата, ќе може да креира политика на комунален отпад. Добро. Значи, Јосиповски, вие имавте ли до сега контакти со раководството на Дрисла? Директни контакти не сме имали. Побаравте како екологисти да бидете вклучени во дел од нивните активности во Па нема во што да се биде вклучен, тие немаат никакви активности. Мислам, сите овие години буквално не вложија 1 евро под изговора дека имало судски спор и затоа не инвестирале. Не само што не направија пречистителна станица за отпадните води, не направија ниту собирање на депонискиот газ и негово искористување, телото не го обновија, значи се уште граѓаните се жалат дека сепак влијае негативно таа отпадна водна од депонијата. Така што нема на што да се реагира кога од другата страна нема никаков интерес за никакво подобрување, а претходно би кажал дека и беа добро штитени во претходните години. Добро, нив да ги прашате, они ќе рече дека се најсовремената депонија во Македонија. Не, единствената полудепонија, јас полудепонија, значи се извинувам со целосна почит на секого. Јас кога зборувам вистината колку тоа да политички можеби во момент звучи лудо. Дрисла е единствената полудепонија во Македонија. Се друго се диви депонии. Она што ние го превземаме сега како град Скопје. Значи, со овие замолници мои, немам право. Јас се борев против тоа да влијаам на судот, да дигнам телефон на судија. Немам право да го направам тоа. Можам да го направам, немам право да го направам. Како против тоа тоа може? се боревме. Против тоа се боревме. Меѓутоа, еве јавно замолувам, аман луѓе донесете одлука. Мора градот да креира политики. Колку време таа одлука се носи? Значи, Закочено Младен, искуството вели овака, ако сакате да завршите една работа, таа можете да завршите веднаш. Јас верувам дека се исполнети сите предиспозиции во текот на мај, судот, Висшиот управен суд да донесе одлука. Добро, но да вие да не ја искомплициравте работата со жалбата, ја колку што сваќам до сега ќе имавте нов партнер и ќе работевте. Има и жалба од италијанскиот партнер. Значи не е единствена жалбата на градот Скопје. Еве нека игнорира жалбата на градот Скопје. Нека одлучат по основ на жалбата на италијаните и одлуката на управниот суд. Еве сега да не цртам пресуда. Немам право да го правам тоа. Меѓутоа мораме ние како општество, јас и на ниво на ЗЕЛС, како председател на ЗЕЛС, со градоначалниците и во соработка со владата донесовме одлука да се пренесе во моментално юрисдикцијата или надлежноста која што имаат општините, бидејќи знаете дека Македонија е поделена во региони, кога зборуваме за Дрисла или кога зборуваме за комуналниот отпад, немаме право да се заограничиме само на Скопје, еве окај ни е Куманово, еве окај ни е Тетово. Значи, екосистемот е поврзан, сакате воздушно, сакате воздухот, сакате водите, надземни и подземни. Значи, мора Република Македонија општо да има посебен осврт кон комуналниот отпад и третман. Затоа донесовме одлука надлежностите времено да ги префрлиме на владата, освен Скопје, Куманово или тој регион кој што е отиден далеку во постапката и Тетово, Полошкиот регион кој што е со една швајцарска корпорација влезен во завршната фаза на разговори.
во остатокот од Македонија да дадеме сериозен третман на изградба на капацитети за третирање на отпадот. При тоа, од отпад дефинитивно станува збор за можеби најчистите работи во моментот како технологија во свет што се применуваат, а не се оние купишта ѓубре кои што граѓаните ги имаат представа. Добро. Тоа нешто очекувам дека ќе се веројатно во вратиме втората на- половина на годината, ако Вишиот управен суд одлучи да го задржиме германскиот партнер што го избра понискиот суд, ќе можеме како град Скопје да го креираме. Добро, тука сакам да ја повикам денешното мини интервју што го направивме со директорот на Дрисла, господинот Ангелов, каде тој говори за неговиот аспект на работата на Дрисла, после што ќе можеме да се вратиме во студиото и да коментираме, ве молам, интервјуто на Ирена Каревска. Еколошката афера за Дрисла се уште ја бранува јавноста. Низ годините имаше многу индиции за криминал, за нелегално согорување на отпадот, дури и за согорување на радиоактивен отпад. Требаше да има ревизија на работата на Дрисла. Докаде е оваа работа? Што се случува таму? Дрисла од 2011 и 2012 година работи согласно позитивните македонски законски регулативи. Значи се направи комплет покривање на депонијата, значи ние тековно работиме не повеќе на од 3000 до 5000 метри квадратни отворен простор. За разлика од 2009 година, кога ја затекнавме Дрисла, каде што беа откриени 330.000 метри квадратни. Значи имаме многу огромна разлика, а тоа може да го почувствувате, да го посведочат објективните граѓани кои живеат близу депонијата Дрисла, пред се мислам на населените места низводно од Маркова река, тоа е Батинци и селото Љубошт. Што се однесува до отпадните води, се направија два огромни базенти каде што се зафаќаат и цедителните води, значи оние црните води кои доаѓаат во допир со отпадот, така тие имаме еден цикличен круг на враќање на водите повторно на депонијата Дрисла. Што се однесува до некаква радиоактивност, мислам дека на таа проблематика воопшто и не треба да разговараме. Дрисла ниту примила, ниту има, ниту може да прими радиоактивен отпад. Значи ние имаме наш систем, одбранбен систем на мерење на радиоактивност. Значи ние правиме проба на речиси секој дневно на камионите кои доаѓаат или од територијата на градот Скопје, или од околниве населени места, или од некое друго населено место. Значи за никаква радиоактивност не може да збориме на Дрисла, дури има институции кои вршеа мерење и утврдија дека нема радиоактивност. Во текот на годините имаше и афера за тој мистериозно исчезнат отпад, за кој што италијанските власти тврдеа дека завршил во Македонија. Можеме ли да бидеме сигурни дека ваков радиоактивен отпад не завршил тука во Дрисла? Ова е афера која веројатно не беше наменета ниту за Македонија, ниту за Италија, за трета земја, веројатно за Република Албанија, за некакви политички конструкции тамо, но јас ве цврсто ви уверувам, бидејќи јас сум секој ден овде на работа, моите деца живеат во градот Скопје, јас живеам во градот Скопје, значи на територијата на депонијата Дрисла нема пристигнато ниту 1 килограм обичен отпад, зборувам за комунален, па ниту опасен отпад. Верувате ли дека еден филтер ќе биде доволен за да се заштити животната средина, односно овој филтер кој што се чекаше со години да се постави во Дрисла, дека ќе биде доволен? Или зошто најавените инвестиции, како што требаше да биде фабрика за производство на струја од Дрисла, од ѓубрето во Дрисла и така натаму, кои што се уште не се завршени, дали ќе го дочекаат светлото на денот некогаш? Во аерозагадувањето, она што ние го поставивме како филтер е окей, но ние глобално не можеме да влијаеме ниту микролокацијски, бидејќи ние согоруваме во текот на 24 часа само 3 тони медицински отпад. Значи, тоа е, замислете како од оваа просторија некаде од прилика толку отпад да согориме. Зар мислите дека отпад, без оглед што е медицински отпад, кој претежно е пластика, денес во медицинскиот отпад 50% од структурата е пластика, која е инфицирана нормално. Таа пластика се употребува во допир со луѓе, дека може да го загади Скопје. Ни малку. Колку се инвестира тука и која е придобивката за Македонија? Профитот кој е направен во Дрисла е во Дрисла. Е останат во Република Македонија. Значи ние со тој профит сме реинвестирале, сме изградили. Па ние минатата година имавме околу 1 милион евра профит. Минатава година
Значи изминати да кажеме Тоа ние подразбираме државата или ние градот Скопје. Да. Значи парите останале во Република Македонија се реинвестирани, тоа што го зборуваме сега пред малку што ви кажав. Значи ние сме сврсто таа депонија сме ја покрили со наши пари. Тој систем за зафаќање на отпадните води останале пари во Македонија. Значи италијаните не ги однеле парите во Италија. Тие пари се реинвестирани во Дрисла. Загубата е пред се за нас, вработените овде, место сега да имаме ние нова технологија, да збориме за фабрики, ние зборуваме пак за депонија. Ама загубата и за граѓаните на градот Скопје, загубата и на околното население, така ќе се отворат и нови работни места, уште 50 работни места. Така да сите сме губитници од оваа приказна, а кај лежи заекот и зошто премногу долго се различува работа, веруете, не знам. Добро, господин Јосифовски, го слушнавте излагањето на господинот Ангелов. Нема никаков проблем. Па изгледа најверојатно се е според стандардите, се функционира. Да, добро. Имаше едно објаснување и за она што вие го спомнавте со водите и со... Издржано ли е ова објаснување на Ангелов? Ме интересирајте ги зафаќаат водите, базените, а ги пречистуваат ли водите? Најважната работа. Дали тоа, зошто тоаш нигде не го пријавија дека има пречистување, бидејќи нема пречистување, ниту има собирање на депонискиот газ и негово искористување, ниту има инвестиција во средување на телото на депонијата, односно да не излегуваат отпадните од исцедокот од депонијата надвор. Значи, тие 73 милиони евра што требаше да ги вложат досега, тие вложија само овие 200.000 евра што се за филтерот, не знам, сега мислам дека 200.000 евра чинеше. Значи, 2018 сме, а требаше веќе на крај на 2018 се да завршат. Така што ние изгубивме едно 5 години најмалку во решавање на проблемот на Дрисла и сега повторно слушаме само оправдувања наместо решенија. Дефинитивно решение не е да продолжи постоечката состојба, туку како што кажав, најдобро ќе биде тоа да се врати назад на градот Скопје, да се направи нов план за инвестирање и како ќе се развива Дрисла, тоа што ќе им одговара на граѓаните, а тоа според најновите европски трендови е концептот на нула отпад, каде што не се согорува отпадот, бидејќи истиот ја уништува индустријата за рециклирање, која што во Македонија вработува илјадници граѓани. Тоа е само складирање? Општо зборуваме имаме и процесирање на рециклираниот отпад во Македонија. Имаме милиони евра кои што тука циркулираат. Тие се работни места кои што ќе се изгубат доколку ние почнеме да го согоруваме отпадот. Да не зборуваме дека тоа е скапа технологија која што ние треба како граѓани да ја платиме, ќе се одрази страшно на нашиот буџет и тоа што се случи во Љубјана, тие имаат страшно добри стандарди за животна средина на нивната депонија, а воедно плаќаат, мислам, ако не се лажам, само 1 евро повеќе од нас за ѓубретарина. На сите тие стандарди, на сите тие позитивни работи што ги направија и за нивната економија и за животната средина. Така што мислам дека едно решение кое што ќе воведе поголемо рециклирање, поголема реупотреба е позитивно и мислам дека во права насока се чекорите кои градот ги превзема за формализирање на неформалните собирачи, кои што може да бидат главната движечка сила на таа нова се вратиме на тоа. и рециклирање. Ѓорѓе, сакам да ве прашам, кој дел од отпадот е пострашен, поопасен за граѓаните? Една страна е комуналниот, на друга страна е овој медицинскиот, за кој што велиме дека се 3 тони на ден, што навистина сега вака лаички не изгледа многу, но станува збор, се разбира, за хемиски субстанции. Како во овој дел ја гледате разврската на случајот и како тие би требало да се складираат, горат, што и да се прави? Прво, мислам, ние многу време трошиме на Дрисла, а малку време на процесот пред Дрисла. Значи, кога би имале права политика со ангажмани на граѓаните во минимизирањето, значи, прва лекција за третман на отпад е минимизирање на отпадот. Колку повеќе го минимизираме, толку помалку работа за Дрисла и за тие финални овие делови. Сега тука треба да се вклучат не само собирачи на
на отпад, него и граѓаните имаат некоја своја улога. Не имаат они само улога на критика, него имаат и некоја улога во која што треба да го минимизираат отпадот, рековме реупотреба, реселекција. Далеко сме ние од нула отпад, меѓутоа можеме да тргнеме во тој процес ако сите сегменти пред Дрисла функционираат. Ние се зборуваме за Дрисла затоа што има еден друг проблем кај Дрисла, а тоа е невозможноста да се евалуира технологијата. Значи, ако се даде, веројатно се дало на некој приватник, и тој ја затворил фабриката, како што и другите индустрии кај нас се затворени, тешко се влегува и во Макстил, и во Усие, и не знам каде, односно се влегува по нарачка, тогаш све ќе биде фино кога ќе дојде инспекцијата. Инспекција влегува без најава и да се евалуира цела технологија. Така да ќе видиме дека не е само доволно да се собираат водите, него што се случува со оние води кои што одат надоле во земјата и кои што ги загрозуваат водоносните слоеви. Во овие две општини само по 2 села се на градски водовод. Другите сите се на своји локални водоводи, чии што водоносни слоеви се тука во комуникација со Дрисла, со регионот на Дрисла. Така да Тоа се бунари практично. Да, тоа се бунари во главном. Бунари кои што се не толку длабоки, плитки бунари. Така да ако очекуваме некакви ефекти, проблемот кај хемиските контаминенти е што тоа се сепак мали концентрации за да дадат видливи токсиколошки ефекти. Него тоа се долготрајни изложености на мали концентрации. И ние можеби ќе треба да чекаме 2 живота, 3 живота, 3 генерации за да дојде до некои видливи показатели. Така да во светот веќе помалку се прават такви иначе ако се истражува здравствените ефекти, тоа е цела една наука за која што оваа држава не е подготвена да дае пари. Ако видите буџетот за наука во државата е 0,0. Значи тука мора истражување, автентично. Не можеме ние од некоја литература да видиме дали Дрисла влијае врз здравјето. А таквите истражувања нашите структури или чинители немаат трпение да ги финансираат и да ги чекаат тие наоди. Ако тоа немаме трпение, тогаш мора да удриме на ригорозна контрола на технологијата, не вака независна, не вака нормално дека секој директор ќе ја брани, тоа е интерна некоја своја контрола си права, све било во ред. Да, они велат нема радиоактивен отпад, а вие велите во Македонија секако има капацитети што произведуваат. Јас сум слушнал дека самите оператори кои што го разнесуваат отпадот кажуваат дека индустријски отпад и радиоактивен влегува во државата и во главном кажуваат оди дека Од каде влегува? Од други земји. Официјално за волја на вистина. Официјално нема преку царина. Официјално не знам, јас ја кажувам нешто што е загрижено. Јас имам добиено допис од Царинската управа дека го барав дека од 2014 навака официјално нема внесено во Република Македонија таков тип на отпад. Значи, има внесено отпад воопшто? За волја на вистината нема дозвола за опасен отпад. Барем тоа е она што го имаме ние во официјалното. Во шверцерските кругови како све на порозноста на македонските граници, мајки во предвид каква све склона претходна власт имавме, не можам да земам одговорност. Она на што јас давам верба и морам да давам верба, тоа се официјалните органи на Република Македонија, кои што мене како градоначалник ме убедуваат дека таков тип на отпад од 2014 година навака не е влезен. Не знам што се случува со претходните години. Ми е драго, докторе, што се сложуваме. Знаете што Дрисла е неможност или е синоним на загубеното време во нашите животи. Ваквата состојба е неможност да креирате политика, она што го велиме, да се доведете после извесен период на перманентна едукација и на граѓанството и на населението на нула отпад. Ние немаме третман, ние немаме програма за селекција на отпад. Тоа е нешто што треба градот да го креира, државата да го креира. А во услови кога не располагате со капацитетот, затоа јас велам, не можете да креирате политика за комуналниот отпад. 1 евро зимаат граѓаните на Хрватска за 14 пет амбалажи шишиња. Тоа се оние, да речам, машини за кои што јас сега размислам 50 на 100, што се како оние машини од кои што граѓаните набавуваат сокови, ги враќаат шишињата. 14 шишиња граѓанин во Хрватска ако стави внатре, добива вкупен износ во липи нивни или во куни во износ од 1 евро. Зошто тоа да не го креираме како политика во Република Македонија? Само малку да Така што прекинам. Не знам дали сте читале, ние во некои документи пред Европската агенција за животна средина сме ветиле во акционите планови дека до 2014 година 50% од одлагалиштата на смет во државата ќе бидат согласно Европската директива за депонии,
а дека процентот на рециклирано акво смет ќе биде 70%. А ние сме на 15 од 20% се уште. 210 диви депонии. Градот имаше отворен повик до граѓаните. И им дадовме Viber број, не знам дали веројатно знаат луѓето, да ни пријават, бидејќи влегуваме во едно перманентно расчистување на градот. Таа е работа која што не завршува. Не знам, денови веројатно ќе приметите дека за нијанса улица по улица се одлучивме стратегија да го напаѓаме градот, сите јавни предпријатија. Кај Момин поток имавме сериозна акција на кај касарната, на кај Александар Палас и сегментално ќе го напаѓаме летово да го исчистиме градот. Не се муабетот ми беше дека 210 диви депонии пријавија нашите сограѓани на Viber бројот сликани. Значи, не само што декларативно сме превземале, и ние влегуваме. И есенос ке исчистиме на околу 100 локации. Мора да работиме и на совеста на граѓаните. Не смееме да бидеме задоволни, градоначалник. Апсолутно не, никогаш. Далеку Значи, сме од тоа. немојте, ако мислите дека јас сум задоволен, јас сум најнезадоволен од тоа. Знаете како имам, докторе, една работа не барам за себе оправдување, нити имам намера некогаш да го побарам. Меѓутоа, јас наследив јавни предпријатија или јавна администрација кои што беа или се уште капацитети каде што биле задоволувани партиските потреби на носителите на власта. И таму имате партиско членство кое што нема поима од работа. Не знаат да работат, затоа што биле партиски членови некаде, некој ги вработил по основ на нивно. Сега Ама тоа не, е ваш сериозно, проблем. не е само тоа мој. не е наш проблем. Вие би требало со тоа да се справите и да си најдете е проблем на кадри сите со кои нас. што Јас ќе сега тоа работите. го реорганизирам, за да знаеме состојбата каква ни е. Некој ги примил затоа што биле партиски членови. И Добро, тој таму седи тоа и не може да граѓаните биде ги гледаат, оправдување се ако излежаваат ние по немаме паркови. акциски план за управување Значи, со отпадот. Дефинитивно акцискиот план можеме да го добиеме Кога ќе го добиеме? откако ќе имаме конечната одлука. Тогаш јас ќе можам како градоначалник по основ на ингеренциите кои што ги имам во Дрисла да влезам во креирање на политика или со Акцискиот новиот план партнер. ќе биде на ниво на држава или на ниво на град? Она што мене ме засега е на ниво на град, Добро, меѓутоа веројатно треба да биде вклопено во одреден инсистирам и систем. како председател на ЗЕЛС, очекувам дека во текот на мандатот кој што го имаме ние како градоначалници на ниво на Македонија, да го решиме планот или проблемот со комуналниот отпад. Тој проблем е напластуван децении наназад. Нереално би било да се очекува дека тоа може да се заврши за еден мандат. Меѓутоа, многу е битно да капацитетите ги ставите во правилна функција, да предпријатијата кои што ги споменав, ви се бендисувало или некои што се биле подружници партиски на владеачки структури, таму биле партиски апаратчици вработувани не за да работат, туку за да бидат задоволени потреби за избори, да ги реорганизираме, тоа е нешто што сега се случува во градот и полека како држава, заради обврските кои што ги имаме пред се кон граѓаните, меѓутоа и со меѓународните договори кои што ги подпишуваме, не е Македонија оаза една изолирана од околината, Ѓорѓе, само сакам да ја во прашам, креација. Повеќе нешто поднос на акциските Ајде. планови за да градоначалникот. Јас сум Да, учествувал во кажете, 3 па ќе акциски ве прашам. планови Добро. за отпадот. Значи, државата има добри документи. Не треба од нула да се почне. Само имплементацијата не е проблем. многу голем дел од нив завршија во ФИОКа. Најчесто при промена на во власта Дрисла се заврши. мисли дека претходните stručnjaci ги работеле тие и повторно се треба да се работи. Сега ако зборам од аспект на здравство, не е направена здравствено еколошка анализа на околу Дрисла. Значи секој локалитет, посебно таков како Дрисла, пред да добие било каква дозвола, мора да има еколошки, меѓутоа и здравствено еколошки сертификат. Вие на веб страната на министерството ќе видите дека наводно Дрисла има дозвола А, меѓутоа кога ќе отворите тој дел има само еден опис на технологија за препокривање на слоевите, ја нема дозволата, бидејќи ако видите дозволата, секој граѓанин треба да види, таму треба да се опишат кои се ризиците. Секој кој што има некоја своја технологија, вклучувајќи и такви големи загадувачи како Дрисла, мора транспарентно да ги прикаже своите ризици на основа на претходна анализа на независни експерти. Граѓаните мора да знаат со што се соочени, како што читаат на секој производ за храна што има во него, мора да знаат што излегува Дрисла, а не да мора да веруваат на директор или не знам на било кој. Све мора да биде транспарентно и да биде проверливо. Тоа ние го немаме. Таквите акциските но тоа планови некој го овозможи. Значи, имам чувство дека политичарите или владите
Сега не зборувам конкретно Не, генерално, за вас. Генерално им е поважен бизнисот со депониите, отколку она што ќе се случува во наредните 5 или 10 години, бидејќи реизборот доаѓа брзо и некако како да ние на влада досега немаше чувство или можност да се зафати со темелно решавање на овој проблем. Затоа е сега тука Шилегов да видиме еколошкиот и дали ќе здравствениот дел одиме се... директно да го преземеме бизнисот на депониите кои што ВМРО ДПМН го правеше со ФЦЛ Амбиенте, или ќе влеземе стварно во еден акцијски план кој што ќе не доведе до ситуација утре или после 15-20 години да кажеме дека имаме ние нула, како се каже, нула отпад. Ама и тоа е профитабилно, и нула И тоа отпад е профитабилен. Заштита Заштита на на здравје здравје исто е профитабилно. Затоа сега да прашам. Не сакам да бидам лошо разбран. Обично кога Македонија ќе споменете политика и бизнис, па се ствараат некои поинакви слики. Немам ја проблем никој да има бизнис со ѓубрето. Секаде во свет луѓето имаат бизнис со ѓубрето. Тоа е доходовна ставка. Милион евра, Доходовна ставка. милион Значи, евра имам годишно е голем против, профит. имам против некој да прави бизнис без да вложува на сметка на мојот град или на мојата држава. Тука радикално имам многу против, да се разбереме. Значи, во Рете, еве градот ќе добие нов партнер согласно одлуката. Ќе дојдат германците, ќе седнеме добар ден, треба да ги отвориме документите, да видиме до каде е технологијата стаса на младен медицинскиот отпад во свет. Во затворен еколошки систем се обработува термички, центрифугално и под притисок, и како нус продукт добивате енергенс. 200.000 евра кошта една таква машина, значи не измислуваме топла вода, мене ми се познати тие работи, немам со кој да седам да ги разговарам. Да. Значи, да се разбереме, значи не е дека треба да го спалувате медицинскиот Тоа е отпад. автоклавирање. Значи Значи, имаше во ред. И тоа Имаше така. постоеше ли во досегашните планови? Постоеше опција или ќе оди една современ инцинератор, колку што европските земји денеска имаат, или ќе одат повеќе регионални автоклавирања. Ма докторе, мобилни се тие. Да. И Мобилни може се. бити мобилни. Значи И тоа остана на нема хартија. филозофија. Аманте, дајте Тоа остана на да. хартија. Значи останата и сега Сепак треба да се активира. Тоа е. значи јас И да се не се модернизира. не се либам никош да кажам. Не сум најпаметниот човек на светот. Ја ценам стручната јавност во Македонија, која што не е за подценување, за жал. Незиниот ангажман или труд бил занемаруван во изминативе години. Употребувам знаење или маргинализиран. Употребувам знаење на луѓе кои што проблематиката ја познаваат во микроплан. Како градоначалник спремен сум да разговарам и да прифатам решенија. Од каде на мене овие податоци? Јас сум на крајот на денот правник, адвокат. Овие сите сознанија сум ги примил од луѓе кои што ја знаат работата и по чие што убедување и верување јас сум се убедил дека е исправно решението. Мора да влеземе, да исчекориме квалитет напред, да ги занемариме конечно личните интереси на поединци и да влеземе во нешто што се вика општ. Мораме да креираме како јавност, како општество, однос кон општиот интерес, како да е наш приватен. Добро, Не случајно градот. Ги имате ли напомош и екологистите и граѓанските здруженија затоа напомош бидејќи Значи, дури, не чувствувам дека се вклучени во Ем разговараме, тековите кои што дозволуваме може да не критикуваат и така треба да биде. Добро, Јосифовски, критикувате ли, разговарате ли? Треба конструктивно да се одвива. Мислам, може само заеднички да работиме кон нешто подобро. Дефинитивно има сега има друга клима за соработка. Претходно вратите не беа отворени воопшто не бевме ни поканувани на некакви си настани. Така што сега е време да почнеме заедно да ги правиме плановите, да дискутираме, да дебатираме, да имаме различни ставови, ако има такви нејасноти. Тоа е демократија, но добро е што конечно почна се отвори, многу е важно што почнува да се отвораат прашањата, само така може да се решат овие проблеми кои што ние секој од година во година остануваат исти, навистина на сите ни е смачено, веќе мислам дека луѓето не ги читаат. Значи, Младен, каде е да речам во ваквата ни на небо ни на земја ситуација? За жал, мојот политички противник или сегашната опозиција во Македонија на централно и на градско ниво е структура на луѓе кои што не се либат или не се воздржуваат да чепкаат во најинтимните чувства на човекот. Најинтимните, дури кога се националните,
религиските прашања, здравјето на човекот за кое што ние инстинктивно реагираме. Како луѓе, природно е. Се грижиш за себе, за своето семејство, за своите блиски, многу е нормално тоа. Овие луѓе не луѓе во изминативе 2 до 3 недели упорно форсира лажна вест дека во Дрисла ќе биде депониран отпадот од дивата депонија во Струга. И тоа на неколку... Се извинувам, значи тоа го кажа властите во Струга. Значи, на неколку пресконференции ВМРО ДПМН и советничката група кажуваа дека отпадот од Струга ќе заврши во Скопје. Да сме живи и здрави сега. Ова е, ја не знам каде има камера, дописот од Дрисла, со вчерашен датум. Добро, може да зумира камерата. Каде што Дрисла, јас како градоначалник немам потребни такви разговори. Министерство за животна средина нема, ова е дописот од Дрисла. Каде што потврдува дека овие луѓе не луѓе, што сега се опозиција во Скопје, безочно лажат со цел да собствената неинвентивност и некреативност во политиката или она што јас како градоначалник и администрацијата што ја водам успеавме да го направиме во изминативе 6 месеци, а тоа е да поставиме конечно барем филтер. Тоа дописот уште еднаш ајде. Од кого е? Дописот е од Дрисла со вчерашен датум Шо во врска пишува со таму? Ајде, надписите кои се прочитајме. објавени во медиумите Добро. во овие денови, а се однесуваат на тоа дека отпадот од депонијата во општина Струга ќе се носи и ќе се депонира на депонијата Дрисла во Скопје. Ви известуваме дека Дрисла Скопје ДО нема склучено никаков договор, ниту пак има водено било какви разговори со општина Струга за прием и депонирање на отпад од депонијата во Струга. Покрај тоа, депонијата Дрисла до сега нема примено и депонирано ниту 1 килограм отпад од општина Струга. Дрисла Скопје ДО ви стои на располагање за било какви информации во врска со ова прашање и за било какви други прашања кои се однесуваат за прием и депонирање на отпад на депонијата Дрисла. Се надеваме дека ќе се разјасни целата оваа ситуација и овие шпекулации кои што кружат во јавноста ќе престанат во најскоро време со почит Дрисла потпишан Горан Ангелов. ВМРО ДПМН е срам да ви е и арам на совест ако воопшто ја имате како луѓе кои што ги вознемирувате да не бидам јас граѓаните сега во овде Скопје. адвокат на ВМРО ДПМН. Само малку да Општина Струга избра компании за 40 на дена сметот од дивата депонија ќе биде преместен во Дрисла. Нема договор, немаат право да го направат. Тоа, значи сакам да кажам дали е лажно или не важно, тоа беше објава на општина Струга. Значи јас само кажувам за она што јас одговарам. Добро, каде ќе оди ова сметот односно депонијата од општина Струга? Таа е сама по себе еколошка волна. Сега ние зборуваме за Дрисла, да, вие не сте тука надлежен, но еве ако тука е господин Ѓорѓев, тука се екологистите, тоа е исто така проблеми за кои што треба да се грижиме. Да, треба, меѓутоа само ова сакав да кажам, апропо партизирањето на овие проблеми. Значи, овие се колку се Не треба да ги партизираме. колку се политички, толку се и стручни проблеми. Значи, проблемот на нашава струка, екологија и јавно здравје е што ние даваме некоја диагноза дали е ризично или не, меѓутоа терапијата е во политиката. Ние немаме инекции, немаме лекови, ние само предлагаме што треба да се направи. Имате луѓе што се играат И ова. онда има дека ја не Јас сум дека прочитал имате- во ниедна литература дека некоја методологија за пречистување на отпад ќе биде оваква ако се демохристијаните на власт, а ќе биде другачија ако се социјалдемократите на власт. Тоа е една иста. Во сите тие стручни литератури кои што се решенија за ваквите проблеми, мора политичарите да го следат духот на струката, кое што ќе даде доволно докази. Задачата наша е да им дадеме доволно докази дека тоа ќе биде ефикасен метод, дека ќе заштеди човечки животи и на крај ќе заштеди и пари. Докторе, Така да. јас не сум човек што го политизираше прашањето. Да. Значи, Не, генерално, во сите овие целиот детали. свој, да речам, дел од својот ангажман во изминативе 6 месеци го посветив на ова човечки, не политички. Да. И вие знаете, значи, сме се гледале на вакви слични форуми. Ова е човечка реакција или реакција на човек на кој што али мора да се граѓаните истрае на во овој тоа, да. град му дале доверба да ги раководи процесите. И јас тоа го правам најдобро што можам. Не велам дека е тоа совршено, напротив. Имате овдека простор да се збогати. Мене ме боли како човек
што живеам во општество во кое што постои политичка структура, што се игра со чувствата наши, со здравјето. Па сега ова депонија загадува и ВМРО-вци, СДС-овци, и ДУИ, и оние што најмногу ги има, што не се членови на партии. И сега да си играш со такво едно сензитивно прашање, за мене е безсрамност. Се извинам на изразот, тоа е политичко хоштаплевство. Благодарам. Тука си нашите се разбира Ајде, редовни студенти кои што треба да ги вклучиме, бидејќи ќе постават можеби некое попаметно прашање од водителот. Секогаш. Они се помлади Секогаш, попаметни така. со нас. Добро вечер на сите. Јас сум Филип Цветанов, студент сум на политички студии на правниот факултет Јустинијан Први. Сакам да ме прашам, неколку пати напоменавте дека не е спроведено соодветно истражување за здравствените последици кои ги предизвикува загадувањето на животната средина и дека кога веќе нема трпение да се направи тоа, треба да се презат мерки за регулирање на технологијата која се употребува. Но мене ме интересира, а најверојатно и пошироката јавност, зошто владата или исто така и пошироките лидерски структури не би имале трпение и желба за одвојување на финансии за да се спроведе автентично и соодветно научно истражување кое би било од голема општествена корист. И мене ме интересира тоа, мислам, ако беше ваш прашање, зошто владата, било која влада, да не инвестира во истражување. Терминот истражување на нашите политичари им делува дека е тоа некоја наука за која што сега не ни е приоритетна. Здравствено-еколошките проблеми бараат истражувања за да се докаже. Без оглед што се случувало во некои други средини, мора автентично да се докаже во наша средина. Ние го забораваме социјално-економскиот фактор како еден од факторите кои што ги влошува здравствените ефекти од животната средина. Ние имаме тука исто така низок социјално-економски статус на население во тие населби околу Дрисла, а истовремено и во добар дел на Скопје, така да и кај аерозагадувањето, и кај целото еколошко загадување, тие слоеви и највише трпат. Живеат во најнесовремени услови и истовремено највише ги трпат здравствените последици, како што и на генерално поле големите земји загадуваат, а малите земји се оние загадените, бидејќи оние имаат чиста технологија. Јас би бил среќен да еднаш владата одвои во некој буџет пари за истражување на здравствено еколошки ефекти. До тогаш само ќе шпекулираме. Мојата цел денеска беше да пратам порака, да не се дига паника без докази. Значи, постои загриженост, постои ризик, меѓутоа ние до сега не сме имале интерес да инвестираме во сериозно истражување каков е ефектот на Дрисла, и тоа во оној период кога беше нечиста технологијата. Сега гледаме дека технологијата полека ќе се прочисти. Филтерот дали е доволен, не знам, уште има многу други работи треба тука да се случат, али и тогаш велам едно базично истражување за еколошките ефекти треба да има. За сега, ако земете програмата на Министерството за здравство, бидејќи само таму има еден дел на годишна програма за јавно здравје, за истражувањата на здравствените ефекти имате една символична сума од неколку илјади евра, кој што никако не може да покрие целата држава. Тоа е само една козметички дека ние нешто правиме. И тоа е така со години, порано беше и уште и помала сумата. Ако не се инвестира во јавно здравје, значи истражување, ние немаме, не ќе имаме пари да ги лечиме овие сите луѓе кои што ги заболат. Таа визија нашите политичари за сега немале. Не знам како ќе биде понатаму. Не знам не се служувате, али... Па тебе ќе кажам, па ќе се разбереме. Колега сте од мојот матичен факултет помлад. Би требало да знаете или да прочитате. Сократ го убиле или му ја исекле главата неинтелигентните луѓе, затоа што како паметен човек, кога го гледале во неговите очи, всушност го гледале вистинското огледало. Собствено огледало. Кога примитивците гледаат во очите на паметните луѓе, всушност ја гледаат вистинската слика какви се тие. Во Македонија, во изминативе 11-12 години, примитивци управуваа со оваа држава. Полуписмени луѓе. Тие не сакаат да ги гледаат интелигентните луѓе. Затоа што ќе го видеа собственото незнаење и непознавање на материјата. И тие се криеа и се срамеа од нив и ги тргаа на маргините современ начин да им ја сосечеш главата, како што била Сократовата глава, фрлена пред очите нивни.
Тие луѓе не сакаат да гледаат во попаметните од себе во нашето општество, а такви имаше бајаги од нив. Затоа не заокружуваа, не посочуваа, не измислуваат лажни приказки. Ден денес нус продуктот од нивните не знам си какви медиуми произведува лажни вести за секој кој што излегува надвор од менталната матрица простачка политичка македонска. Овој човек овдека го има знаењето, кога него ќе го погледнал некој мој претходник во очите, ќе го видел вистинскиот свој лик на сопствената неписменост и затоа не го ценел неговото мислење. Ме разбирате? Тоа ни се случуваше во нашето општество. Тоа е нешто за што јас ве замолувам вас младите, гледачите овдека. Дајте да се бориме против она што јас го велам остатоците од гроевизмот во македонското општество, против примитивизмот во македонската политика. Та не е Шилегов најпаметен градоначалник во Македонија. Има луѓе од кои што треба да го купи паметот. Да им оставим уште простор на студентите, бидејќи... Добро вечер, јас сум Сандра Станишковска и сум студентка на политички науки на правниот факултет. Моето прашање е до господинот Шилегов, дали доколку судот постапи по вашата жалба и добиете нов партнер, што е спремен градот Скопје да направи, дали ќе обезбеди согорување на филтрирано согорување на отпадоците на депонијата и дали исто така во прочистувањето на воздухот ќе вклучи и ќе ги вклучи и фабриките и домакинствата исто така, бидејќи тие се исто така голем загадувач на воздухот. Добро, две прашања. Две прашања се да, едно е за Дрисла конкретно, а другото ќе го разглобиме во вториот дел од емисијата. Значи, она што јас ке сакам, ако судот го потврди изборот на новиот германски партнер, веројатно така ќе загубиме помалку време отколку да го преземеме капацитетот назад, е да седнеме со тие луѓе, се договориме до каде се стасани технологиите во светот во смисол на отпадот. И тие во рамки на законските можности да ги креираме и да ги создадеме во градот Скопје. Граѓаните на Скопје рецимо ќе плаќаат помалку струја ако ние произведуваме електрична енергија од тој капацитет и ќе го продаваме на ЕВН, па ЕВН нема да ни ги наплаќа сметките. Значи постојат различни технологии. Конечниот бенефит што ќе го добиеме ние како град и како граѓани е што ќе почнеме да ја креираме комуналната политика и селекцијата на отпадот, што е легитимно вносен бизнис за субјектите кои што сакаат да се занимаваат со таков тип на бизнис. За воздухот, ако влеземе во вториот дел од емисијата, ќе имаме традиционно главен град на една држава која што претендира да е европска и претендира некој да не кажува дека сме европска метропола, 41% од домакинствата во градот да се греат на дрва. Трагично. Да. Јосифов сакаше да дополни. Станува збор дека не постои такво нешто како филтрирано согорување, нема таква совршена технологија која што со магично стапче ќе ни ги реши проблемите, па наместо страшното ѓубре ќе ни направи нешто убаво како што е енергијата. Нажалост, страшно негативно влие врз здравјето на граѓаните преку создавање на најопасните хемиски соединенија, фурани и диоксини, дополнително тие токсични соединенија што доаѓаат како нус производ од пепелта. Нема таква се уште технологија која што го решава тоа прашање и затоа Европската унија последните незини одлуки се целосно бегање од ова, а да не зборуваме дека Македонија со парите кои што ги има е далеко од било какви технологии кои што можат некаква заштита да овозможат. Така што 3 до 5%. Така што одењето кон согорување на отпад ќе биде тотално погрешно за Македонија, ќе влие негативно врз растот и ќе уништи работни места, ќе ни создаде големи трошоци за одржување на тоа и ќе биде чекор, повторно ќе треба 30 години да чекаме за да го фатиме одот каде што веќе некој тргнале. Така што среќа во несреќа што досега ништо не сме направиле, па сега велиме ајде тогаш да го фатиме возов што тргнал во права насока, што нели Европска унија е тргнато, ќе дојде време кога ќе се плаќаат пенави за добивање согорување на отпад. Како што сега се плаќаат пенави за вакви депонии. Македонија утре да влезе во Европска унија, исто како Грција, Бугарија и така натака, ќе плаќаме пенави за нашите ѓубришта на целата држава. Иначе, ја заборев ова изјавата на директорот, воопшто не е за занемарување тоа што вика минимална количина на медицински отпад и минимална количина на фурани и диоксини. Ни една од тие количини не е за занемарување. Ако се знае во предвид дека тие се долгоживечки хемиски соединенија кои што имаат влијание врз ендокриниот систем со предвремени
предвремен пубертет и слични некои ендокрини пореметувања Добро, ако согоруваат, не живеат. емисијата нивна, значи и они патуваат далеко. Колку и да, и не се дали колку тони ние собираме, ние ако земеме дека бројка која последна ја видов, ако сме почнале со 100.000 килограми негде 2000 година, сега имаме минатата година околу 900 и кусур илјади килограми медицински отпад. И ја имаме листата сите, можеби ја знаеме листата на сите Па 3 тона дневно, здравствени како што институции кажа, да. кои што патуваат према овакво. И тој не е наивен и со не само фурани диоксини, таму имате и органско-хемиски испарувања, таму имаме црни јаглен, таму имаме азотни оксиди, значи една структура на гасови кој што не е за занемарување. Друго нешто што кај Дрисла треба се земе предвид кога зборуваме за согорување, било кој нов индустријски капацитет, ако треба да изградите на една локација, еден од критериумите ќе ви биде дали таа локација претходно е веќе оптеретена со загадување. Скопје како котлина не може да трпи веќе ни еден нов загадувач, бидејќи ние сме загушени. Така да и од тој аспект ова согорување кој можеби во друг некој локалитет би можело биде да минимално, пройде со тука некои е филтри, големо, да. во Скопје веќе ќе направи голем придонес и така сме веќе закачени. Ако имаме и врдариште. И плюс врдареште кое што и понатаму си емитира тоа што се емитира од комунален отпад и така натаму. Значи тоа се тие елементи. Добро вечер. Јас сум Виктор Јакимовски, јас сум исто така студент на политички науки. Имам прашање до господинот Јосифов, дали мислам се согласувам со тоа вие што го рековте дека треба да имаме нула отпад, да, со рециклирање без да го уништуваме. Така да дали би било алтернативното решение да инвестираме повеќе во фабрики за рециклирање, отколку да инвестираме толкава сума во, како рековте, иселератори, иселератори што ќе го уништуваат. Така да може да се поставуваат на пример контейнери што ќе го селектираат отпадот и потоа тоа ја олеснува самата постапка. Од друга страна гледаме дека па не само во последните, како што рековте вие, 12 од целата наша историја независна, ние немаме некоја одредена конкретна еколошка политика, што за волја на вистината тоа представува и политичко занемарување, а од друга страна сите протести што беа излезени, што народот се крена на улици, беа испартизирани, реално. На многу одлично тие прашањата, инаку јас имам завршено политички науки, инаку Сме политичари во екологија. Јас сум адвокат. Инаку во однос дефинитивно сте во право во однос на работните места, новите европски истражувања покажуваат дека со реупотреба на отпад на 10.000 тони се создаваат 274 мислам работни места, но доколку тие 10.000 тона се согоруваат, само е потребно едно работно место. Така што може замислите колку има потенцијал на нови работни места, ако имаме предвид дека во Македонија се создаваат 800.000 тони комунален отпад. Значи тоа се многу нови работни места. Од друга страна, не само што има работни места, туку и е 2 до 3 пати, најмалку 2 до 3 пати поевтина да се оди кон нула отпад, отколку кон согорување на отпад. Впрочем, не само што е скапо, туку представништвото на Европската Унија, кога сакаше претходниот градоначалник на Куманово да гради согорувач на неговата територија, отидоа целосно против тоа, бидејќи тие беа свесни каква е територијата на Македонија. Ние живееме во котлини, обкружени со планини, воздухот нема каде да оди. Кога да си пуштиш сам дома да се огушиш, мислам, и тоа да го платиш, да плаќаш да се огушуваш, кога имаш поевтина технологија дома да цветаш. Така што мислам дека ќе биде навистина погрешно ние да почнеме да се огушуваме како дома да не се огушуваме веќе. Така што оние планови за сега, овој стариот план на Дрисла за согорување на отпад, потенцијално новото согорување при изградбата на пречистителна станица, каде што би се горел талогот. Ние правиме нови индустријски согорувачи, а сакаме да ги затвориме, да кажеме, тие веќе што се огромен проблем. Ние не можеме постоечки да ги решаваме, ќе градиме нови. Тоа е погрешно, тотално погрешна насока, така што се надевам дека од кога ќе престане, кога ќе може градот да ја прави новата политика за управување со отпад, ќе застанеме на вистински нози, ќе кренеме во вистинска насока, па зошто Македонија да биде навистина лидер во регионот по некоја позитивна работа. Една мала корекција. Значи, во овие 6 месеци, знаете како,
Јас на некој од прашањата на една пресконференција реков дека не треба од загадувањето да правиме реалити шоу. Па тоа после го спинува. Немам проблем јас со тоа. Не смееме да му дадеме третман на нешто што може да се реши со стискање на копче. Не постои таков систем, да постои, веројатно ќе го донесеме заради проблемот што го имаме во Скопје. Во овие 6 месеци, ајде го решивме Дрисла, започна конечно изградбата на колекторскиот систем, споменавте вие пречистителната, па морам да интервенирам. Започна конечно изградбата на колекторскиот систем на Вардар или на градот Скопје, на Вардар во делот на градот Скопје, кој што би требало да биде завршен до 2020. 2020 очекувам дека ќе биде распишан тендерот за изградба на пречистителната станица на Скопје. Значи зборувам за администрацијата што е Течен отпад, така? за течен отпад, да, за отпадните води. Зборувам за нешто што како во овие 6 месеци сме успеале да го изработиме. Концептот на пречистителната станица на Скопје е што треба трипартитно градот Скопје, владата на Република Македонија, Европската комисија, помогнати сме од француската амбасада што изработи физибилити студијата за отпадните води во градот Скопје. Ќе треба да заврши со пречистителна станица која што ќе произведе природен газ. Значи нема да согоруваме. Значи ќе произведе, мислам дека како е метанот како нус продукт од регулирањето, односно од употребата на колекторскиот систем и изградбата на пречистителната станица. Тој газ ќе може потоа да се употреби за производство на електрична енергија. Автобусите во градот Скопје кои што гледате дека овие 6 месеци јас упорно се обидувам без оглед што некој сака да минимизира некои работи, да направиме определени анализи како град. Она што професорот, докторот го зборува, анализите треба да ви бидат основа за тоа како ќе го продолжите патот по кој што ви дале во мојот случај граѓаните доверба да сработите. Значи може тоа да се употреби за придвижување на јавниот транспорт во градот Скопје. Не постојат случајности. Знаете, еднаш ќе ви се деси нешто во животот. Остатокот е предмет на носење на одлуки засновани на емпириски научни факти. И не треба да импровизирате околу тие прашања. Добра. Имам уште некои прашања тука од политичари. Од политичарите. Добро, таман добро ви тргна, ама доволно е. Тука сакам да ги најавам поентите на вечерашната емисија, па ќе се вратиме повторно во студиото. Дефинитивно решение не е да продолжи постоечката состојба, туку како што кажав, најдобро ќе биде тоа да се врати назад на градот Скопје, да се направи нов план за инвестирање и како ќе се развива Дрисла, тоа што ќе му одговара на граѓаните, а тоа според најновите европски трендови е концептот на нула отпад. Далеко сме ние од нула отпад, меѓутоа можеме да тргнеме во тој процес ако сите сегменти пред Дрисла функционираат. Очекувам дека во текот на мандатот кој што го имаме ние како градоначалници на ниво на Македонија, да го решиме планот или проблемот со комуналниот отпад. Тој проблем е напластуван децении наназад. Нереално би било да се очекува дека тоа може да се заврши за еден мандат. Добро, накусу сега на крај сакам малку по-блиц ова да го изразговараме, бидејќи цела вечер зборуваме доста опширно на темава и некако диагнозата ми се чини дека е поставена. Меѓутоа, кој би требало 3-4 чекори да ги сублимираме следните потези што треба да се направат, кои би биле тие, во смисла, го селектираме отпад, купуваме контейнери за селектиран отпад, ги ставаме во формална економија неформалните собирачи, за после тоа да одиме кон следниот чекор, тоа е во Дрисла тоа што ќе се случува со новиот или со стариот партнер. Ѓорѓев, па Јосифовски и на крајот Шилегов. Да, вие, можете. Добро, сега, здравството секогаш почнува малку од пошироките мерки во здравство, што може да бидат чекори кои на здравството. Само рековме дека не може да се доопреми и да се финансира за да ги направи истражувањата за можните ризици. Значи, таа улога ја чекаме некој друг да ни ја направи, а е неопходна. Она што исто ние треба да го направиме е работа со граѓаните. Значи, тоа е кампања и промоција на односот кон сметот е права наука. Секаде во светот кај нас е само едно
едносмерни разговори со Да, но граѓаните. таа треба да биде и со практична работа и на теренот. Така, ако граѓанот нема каде да го селектира отпадот, џабе ние ќе му кажеме треба дека да има треба да го селектира. инфраструктура и треба да има Инфраструктура. потези и од државата исто така. Меѓутоа, она кога зборуваме за невладините по мое повеќе се вперени кон државата и кон анализа, критика, отколку кон работа со граѓаните. Тие не се само делегати на граѓаните, него тие се и обврзани да работат со граѓаните на промена на односот и на нашите навики. Навиките на луѓето се еден од сериозните причини за загадување на животна средина, покрај сите овие други. Значи, тука има голем простор за работа во кој што треба да најдеме што би бил мотивот на нашиот граѓанин да во Швајцарија не фрла смета, овде фрла смет. Значи, што би бил мотивот за да он го промени својот однос. Тоа е она што ние може да направиме и секако да ги поддржиме сите други акции за кои што зборуваме или пак ќе ги меѓутоа, ние пак за нас бараме поддршка во истражувањата и во засилувањата на капацитетите за јавно здравје, кој што на тој начин многу поавторитетно и со повеќе докази ќе излезе пред населението има ли или нема ризик по здравјето. Благодарам, Јосифовски. Јас само да кажам дека нападот да одговори. Да, ќе биде благата критика. Па да, бидејќи не е основана, претпоставувам, бидејќи немате можеби контакт директен, но навистина граѓанските организации на терен работат и со и формално и неформално со училишта и со работилници, мислам се работи со илјадници граѓани. Проблемот нормално не може да се очекува дека граѓанските организации сами ќе го решат, тоа е децениски проблем во однос на нивото на свеста, но она што може... Ако сакате малку да се придружам на критиките што не гледам ефектот, тоа има Ѓорѓев, да, денеска имав навистина проблем да викнам луѓе во студио од невладините организации кои што би требале да трчаат да се појават на телевизија за ова да го објаснат, а ја малку се молев со дел, не со вас се разбира, но со дел од другите. Чисто да кажам. Позитивен е трендот што како граѓански организации веќе си фативме секој своја тема, тој што ја знае таа тема и се поделивме. Тоа е позитивно да не бидеме само да се тепаме за да не гледаат, бидејќи нема ништо од тоа не се добива. Тоа што може градот Скопје и другите општини да го направат пред посериозни инфраструктурни проблеми е решавање на некои работи што можат сами да ги решат. Како што е организирано собирање на кабастиот отпад, организирано собирање на градежниот, на градинарскиот отпад. Мислам дека прав чекор ќе биде да се разработат тие зелени центри што, ако не се лажам, ги има два моментално, не се баш функционални, но тоа е принцип кој што веќе сега да се применува. Сам бесплатно да можеш да ги однесеш најголем дел од видовите на отпад или да платиш одреден надоме за таа услуга да го направи, например, комуналното предпријатие за тебе и при тоа тој отпад во самиот зелен центар се преработува, се добива од него на различна вредност, при тоа тој каваст отпад се прават центри за реупотреба, па тој потоа се препродава. Има тука различни маргинализирани заедници што работат со тој отпад, од градежниот повторно се враќа во градежништвото, градинарскиот отпад и органскиот отпад се компостира. Па например, паркови зеленила наместо тони да купува ѓубриво, ќе може од собствено производство да има на ѓубриво, а отпадот не ни мора на дрисла да го носиме. Ние само со почетни чекори можеме илјадници тони да превенираме и да дадат на дрисла, доколку се организираат соодветно. Кога го слушате ова, ви доаѓа ли на памет колку све институции треба да внесете во овој систем за да може да функционира онака европски собирањето на отпадот во Македонија? Многу ми е драго што без оглед што веројатно како власт критиките ќе бидат насочени кон нас во општеството. Зрее свеста кај граѓаните за потребата за чиста и здрава животна средина. Да, вртам во главата колку институции треба да бидат вклучени и дека тие институции ќе треба многу посериозен однос да имаат и кон целата проблематика, тоа што досега сме го имали, и како викаат, иста мета, исто остојање, на крај добиваш ист резултат. Мислам дека успеав во овие 6 месеци наназад да покажам индициски. Далеку сум јас од тоа дека сум задоволен од резултатите, макотрпна е таа работа и повеќе годишна, не кажам повеќе мандатска. Кешки јас да ги поставам добрите основи, па некој што ќе дојде после мене да мора да продолжи од младиве, да. Меѓутоа да тоа разбереме како општество дека е однос на секој од нас поединечно кон нашата животна средина.
Не можете да очекувате дека институциите може да ви ги решат проблемите, а вие да не го смените собственото поведение. Не е одговорно, не е фер. Знаете, треба да им поставите инфраструктура, како рекол. Не, апсолутно. Совршено. Јас велам дека во градот Скопје недостасува можност да се креира комунална политика. Меѓу другото подразбира и селекција на отпадот таа комунална политика. Не е само комунална овакво. Меѓутоа, тој капацитет очекувам конечно дека градот ќе добие партнер во прва половина на оваа година пред летните одмори, нека одлучи судот, за да може да влеземе во поставување на добрите основи за здрава политика. И потоа да побараме ние како институција која ќе дадеме можност да побараме и одговорност од граѓаните. Секој од нас ако се запраша дали на вистина се однесува, па макар и во овој никаков систем на креирање или на постоење на комунална политика, дали на вистина се однесува добро или го фрла ѓубрето кај ќе стигне. Па ѓубрето го создаваат луѓето. Од каде 210 пријавени диви депонии во градот Скопје? Веројатно дека ако мислиме добро за себе, за околината, ќе треба како граѓани пред се да смениме дел од своето поведение. Нормално дека очекувањата на граѓаните се дека ние како институција, јас како градоначалник и јавните предпријатија со кои што индиректно раководам ќе мора да смениме многу и во сопствениот приод, во сопствениот начин на работа. Јавните предпријатија конечно да станат сервис на граѓаните, не партиски подружници на владеачки структури, ама мора младен, таа е вистината. Системот дали ќе го промените? Апсолутно, системот веќе го работиме системот во квантитетот. Во Скопје има 30 точки каде што има недостаток на контейнери за згрижување на комуналните отпадоци и граѓаните ги посочуваат. Направена е таа анализа. Влегуваме во сериозно чистење на улиците како таа прашина е дел од воздухот што го дишеме, а градот бил нетретиран изминативе 30 години, како го нареков еднаш, како се однесувале кон нашиот град како кон несакано дете. Не знам како поинаку да го дефинирам. Ги менуваме тие политики. Младен, лошото, а може би и добро, е што градот не бил управуван, градот бил администриран. Има сериозен квалитет во тие два термина. Ние сега воспоставуваме системи кои што не постоеле пред нас, како луѓе кои што раководиме, јас или директорите во јавните предпријатија. Тоа е споро, затоа што и тоа дава поспори резултати, меѓутоа добар систем среднорочно ќе даде добар резултат. Подобар од овој што го имаме сега во моментот или што го наследивме, како сакате кажете, во секој случај. Да не зборуваме дека надвор од отпадот, загаденоста, загревањето, за кој што веројатно неколку месеци од сега повторно ќе почнеме да го разговараме. За тоа ќе направиме посебна емисија. Очекувам и имам обврска пред граѓаните на Скопје да ја покажеме различноста, да можеме конечно да бидеме активен парticipиент во креирањето на комуналната политика, да овозможиме инфраструктура која што ќе може таа политика, која што ќе ја креираме, да им овозможи на граѓаните до крајот на мојот мандат да имате едно почисто, поубаво и поздраво Скопје за живење. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва со 24 отворено и благодарам и на студентите. Почитувани гледачи, останете со нас, следуваат вестите. Пријатно.